за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добра вечер од студиото на Радио Слободна Македонија. Ве поканувам, доколку сте на брановите на фреквенциите на ова реномирана радиодифузна куќа, да го проследите најновото издание од емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Денеска е 14 февруари, па затоа ја користам оваа можност на сите оние кои што сакат виното, кои што го сакат грозјето и кои што сакат претежираат љубовта, да им го честитам големиот празник Свети Трифун, и за некои се разбере Свети Валентајн, се сожелва оваа вечерашна наша заедничка беседа да помине во пријатно расположение. Можеби посакувам, можеби не, земајќи во обзир дека во прашање или темата е секогаш политиката, а политиката ја има во ведрата страна кога се е средено, кога едноставно многу загонетни прашања, кога е во прашање македонската плуралистичка сцена, се пред знак на решавање или поточно речено се навестува завршување на веќе предолгата политичка криза во Република Македонија, но како е што е, ние ќе дебатираме, ќе дискутираме токму за ваквите нешта кои што се надевам дека ве окупираат, ако не друго, барем дел од слободното време, да посветите посебно внимание токму на овој проблем. Во повеќе наврати, особено после секоја официјална, ако може така да се каже, објавена анкета на јавното мислење кај нас, за рейтингот на политичките ривали на македонската политичка плуралистичка сцена, се наметнува мноштво коментари, анализи, мислења, прогнози и најчесто во врска со исходот на изборите и евентуалниот победник во овој случај, во оваа, би рекол, маратонска безпоштедна битка за превласт. Политичките партии преку своите гласоговорници, а најчесто партиските мегафони, со доза на недоверба на резултатите што ги објавуваат реномираните агенции за испитување на јавното мислење, со само за нив сатлива игнорантност ги прифаќаат само оние кои што им одат во корист, да не речем на оние агенции им веруваат во кои што можете слободно да си ги нарачате и купите високите проценти кои идат на вашето реално никакво и поразително ниско конто. Политичко, се разбира. Некаде прочитав, почитувани слушатели, дека рейтингот на опозицијата е никако во споредба со оној на владечката партија, бидејќи ниту еден здрав разумен македонски патриот и граѓанин, без разлика на својата политичка определба, не би сакал земјата да му ја води странска марионета за сметка на туѓи интереси. Прочитав. А она што е актуелно и што се случува, почнувајќи со тоа дека од сите страни фрчат обвинувања, без разлика за кои личности и носители на функции станува збор, ни предстои мощне, интересно, како да кажем, навестување на пролета, кое што ја чекаме сите, затоа што на 24 април, сакале ние или не сакале, мора на Македонија да се случат четвртите предвремени парламентарни избори. Почитувани, дали некојаш, особено сега, во овој актуелен политички моментум во државата, сте размислувале за тоа по кој пат, како, со какви цели иднина би се движела државата ако апроксимативно кажеме дека земјата ќе зачекори под водството или еве да кажеме на опозицијскиот блок партии. Например, ги прашувам сите оние кои се симпатизери, членови, активисти или на било кој друг начин се наоѓаат на брановата должина на политиките на Зоран Заев, како иден можен премиер и неговата клика во неговата влада на СДСМ, која ќе има извршната власт во своји раце идните 4 години, се разбира, поточно речено до следните, без разлика дали ќе бидат редовни или предвремени парламентарни избори. Сте размислувале? Нормално да се очекува дека првите потези од новиот премиер би биле во рамките на приоритетите, пред се мислам на државните приоритети, на реформските зафати, кои што пред се однесуваат на економските напрегања на државата, кои во сите нормални општества и оние кои што претендираат да за модернизација и за развој ги има втемелено во своите политички действувања. Првин, личноста премиер, мораме тоа да го потенцираме во државата, треба да зрачи со доверба, мобилност, креативност, човек кој што има визија за изнаоѓање проекти и реализација на истите со бенефит на граѓанинот, докажана личност на политички, меѓународен и домашен план, родолюб и патриот со смисол на креација, со сијасет развојни компоненти и негување на традиционалните македонски вредности.
Почитувани слушатели, заложници сме на непримерни и погрешни политички потези од минатото. Македонија никогаш, ниту пак било кој политичар, поединец, партија, не смее да се откаже од идентитетот прифаќајќи промена на уставното име. Никогаш, верувајте ми, никој не смее со името на Македонија да се пазари за остварување на некои други пониски цели, како што се влегувањето во евроатлантските асоциации. Зошто сето тоа го потенцирам? Од причина што ваквиот малоумни и болно егоистички шизофрени обиди имало, из краја да е, се уште се вртат во главите на квази политичарите, петоколонашите и преврзаниците на странските аспирацијски дужегрижници, медијатори, леснувачи или ако сакате наречете ги чинители политички кои на ум ја имаат зацртаната идеја за стварање на нова геостратешка мапа на овие простори пошироко. Рече мислам на Балканот. Почитувани, во или на Македонија се случија темни сценарии, обиди за дестабилизација преку тероризам и насилни опозицијски протести. Не забораваме, нам ни се закануваше Мајдан, обоена револуција, насилно рушење на системот. Но нам ни се случи пред се народ, пред кој подклекнаа сите мегаломански обиди за разнебитување на државата. Магло отидоа сценаријата од кои во иднина треба да бидеме предпазливи, затоа што истите имаат своји актери, дебело платени со зелените долари во милионски суми кои го матат здравиот разум. Разбирам дека платеници петоколонаши имало и во секој развоен историски циклус на државата или пак на било некое друго општество. И целосно, иако тешко ја прифаќам оваа погубителна и деструирачка компонента на действување на платениците однадвор, ама овие домашните кои ги погазија пред се децениумските и вековни стремежи, борби и жртви на нашите татковци, дедовци, патриоти и родолюби, пред кои се заветивме дека ќе ја реализираме нивната со крв спечалена слобода и самостојност, но овие домашните кои не заслужуваат ни името да им се спомене, мене, но и на вас, ветерана длабоко размислување како во иднина кон нив да се однесуваме. Демонстрирањето улична демократија со цел дестабилизација е само вовет, во она што ни го нуди утрешниот нов ден, седмицата, месецот. Си земам за право сето ова да го потенцирам од причина што сакале, тоа гласно да го признаеме, ние сме во голема со неизамисливи последици политичка криза. Единственото што дадениот момент, а тоа го чувствуваме, гледаме, нотираме според рейтинзите на политичките опоненти, е што имаме силна владеечка партија и опозиција со многу низок рейтинг пред се на нивниот лидер, кој е во состојба буквално да направи скоро се. Само да ја сочува претседателската функција и фотелја која чувствително и поодамна му се треси. Македонците во моментот се поголеми патриоти од кога и да е било. Македонците 25 години самостојно си ја кројат својата судбина и иднина. Македонскиот патриотизам по самостојувањето ја презема во своите раце развојната компонента како предводник во напредокот на општеството во целина. И тоа треба да радува. Та зарем особено после се она што ни се случи. Пред се алудирам на Гошинце, на Куманово, на мајските протести, аферите со прислушкуваните незаконски здобиени или набавени разговори, шпионажата, фабриката за афери. Сето ова ме тера и логично го наметнува прашањето дали сакаме една лутка на конец, ма кој или каков авторитет да е, од политичар кој зад грб има странски подржувачки фактор, да ја преземе диригентската политичка палка и да ја води државата до целосно нејзино уништување. Знам дека после сето ова ќе најдам на многу критики од страна на приврзениците на СДСМ, но вистинските патриоти и граѓани, без разлика на политичката припадност и приврзаност, ќе ја разберат пораката затоа што иднината на нивните поколенија е во прашање. Нашата грчевита борба за опстојување, која сме приморани да ја водиме не по наша вина. Додворувањето, плачењето и понизноста, демонстрирана кај меѓународниот фактор, е само бедна стратегија на поедини високи функционери и политички лидери на опозицијата и демонстрација за нивната патетична немоќ, страв и безидејност. Затоа си земам за право да констатирам дека изјавите во стилот на лажговците и лузерите дека изборите ќе бидат бойкотирани од нивна страна, кои што претходно со абстинирање во собраниските клупи и други неразбирливи методи на притисок на мускули ги стекна, што недвојбено располага со многу стапици, трикови, бидејќи крајниот епилог било кога да се одржат изборите, епилогот е добро познат.
Но сега прогласувањето на домашните невалидни изборни процеси и нивната сегашна актуелна помеѓу нешта тобожна борба за кредибилитет и кредибилни избори е веќе прочитана од избирачкиот електорат. Почитувани, можеби за почеток ова ќе биде доволно, земајќи во обзир дека ни предстои една куса пауза во која ќе го поместиме рекламниот блок и малку музика. Предлагам, како што реков, да прекинеме за момент, да ја направиме оваа очекувана пауза и се разбира да останете и да ве поканам да останете и понатаму на брановата должина на радио Слободна Македонија, затоа што следи мощне интересно продолжение на емисијава. Почитувани слушатели, еве повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Само кратко посетување за оние што подоцна се вклучија во следењето на емисијата. Вие го следите продолжението на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Темата секогаш била и ќе остане и понатаму, значи како лајв мотив, а тоа е политиката, за која што има многу да се зборува, особено последнава недела кога се случува како на филмска лента настани во кои што не можеме ни самите да се соземеме, а поготово да ги анализираме. Но затоа има кој да се грижи, нашето е, се разбира, да учествуваме, да дадеме придонес, демократски придонес во зачувување на ова кревко општество кое што е сардисено од сите страни. Последната карта на која што ќе заигра Заев е вмешувањето на странците преку своите дипломатски представништва, кои на многу примери ја покажаа својата недолична вмешаност во внатрешните работи на Република Македонија. Уште нешто што Заев го прави се повеќе уплашен од заминување од политичката сцена, а тоа е се помалку изразената поддршка на движењето за промена на власта. Луѓето очигледно дека ја сватија поентата. Колку и да работат, на веќе 10 години патолошката желба за рушење на Груевски и ВМРО ДПМН, кој во даден моменти за повеќето функционери на СДСМ е ноќна мора, тие само го зголемуваат и онака високиот рейтинг на Никола Груевски. Човекот кој што ја промени и подигна на високо рамниште формулацијата за премиер на државата со своите реализирани проекти и смисол за изнаоѓање на позитивни и продуктивни решенија за граѓаните и во натешките моменти од 2006 па наваму и понатаму останува кандидат број 1 за премиерската функција. Цврсто сум убеден и ми се чини дека ова што сега ќе ви го цитирам е единствениот надеж на истомислениците на Заев и последната карта на која што ќе заиграат, па макар и во последниот момент. Заев, цитирам, отворен цитат, Заев и неговите газди знаат дека не можат да стигнат до врвот на власта преку демократски процеси, па мора да се свртат кон нелегални методи и поддршка од клучните западни актери. Согласно ова сценарио, Запад потоа би ја негирал легитимноста на македонските власти и би рекол и би работел во насока на имплементација на режим на санкции против нив, притискајќи ја понизната и со бегалци уценета Европска Унија да ги следи. Многу е веројатно дека грчките власти, кои што се целосно задолжени во Европската Унија и се очени, па се спремни да сторат се за грст евра, ќе преземат водечката улога во справување со она што западните мејнстрим медиуми ќе го наречат македонска криза, а при тоа ќе поизмислуваат и причини дека се тоа некако е вина на другата светска велесила. Затворен цитат. И за оваа пригода јас пак би се последил со уште еден цитат на еден голем политички аналитичар кој става фил на тортата и кој што појаснува многу недоречености кои ја тресат политичката состојба во државата. На некој си начин не ги подотвора очите во кој правец и како да действуваме. Сепак, отворен цитат, сепак со или без нарушување во периодот околу изборите, нема ништо лошо во тоа да се одржи масовен патриотски собир како минатиот мај. Ова ќе биде многу ефикасен начин да му се покаже на остатокот од светот, а особено на публиката што западните медиуми се обидуваат да ја заблудат, дека постои масовна и јавна поддршка за одење на избори според предвиденото и дека народот едва и чека да се стави крај на опозицијските политички игри и состојбата во нивната земја да се врати во нормала. Затворен цитат. Па видите, почитувани, што се ни се случува. Под какви закани сме. Под какви, да не кажам, притисоци кои што ги прават оние кои што се нелегитимно избрани, а всушност метнати како
некое си страно тело во владата на Република Македонија за да остваруваат ниско партиски цели за својата партија. И тоа, замислете, само до 24 април. Според тоа, што се најслушаното во овај момент, на кое што ви го насочувам и во кое што алудирам пред се и кое што е во етерот на Радио Слободна Македонија во моментот преку емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков, е големото пречество кое што го имам и кое што повторно ќе се актуализира прашањето за кокошката и јајцето, тоест потрагата по високиот предизвикувач и виновник на политичката криза во македонската плуралистичка сцена. Не само што се актуализира, туку и ќе се интензивира, особено со приближување на закажаниот датум на изборите, кога еден од противниците ќе доживее, хајде до потребен спортски израз, вистински нокаут и одбројување на рингот. Противниците и политичките опоненти се фаворизираат, но не се штеди и во непристојната реторика збогатена со вокабулар во кој преовладуваат непристојни, вулгарни бисери, пејоративи, а негирањето и минимизирањето на постигнатите туѓи успеси стануваат главниот лајт мотив на предизборните кампањи. Но, оно што сериозно ја засега по широката македонска јавност е судбината на одржувањето на со закон одредената постапка со која што ќе се реализира и обезбеди организирано учество на граѓаните на демократски, легитимен и кредибилен начин да ги дадат гласовите за нивните политички представници во законодавниот дом на Република Македонија. Дотука мислам дека се е јасно и разбирливо. Арно, нам ни се случува еден парадокс кој што е својствен во политичка битка за добивање власт, и тоа представува не само нонсенс, туку и апсурд кој ги менува политичките кодекси и правила во било кое политичко надмудрување. Позицијата инсистира, се залага и грчевито се бори предвремени парламентарни избори да има, а опозицијата од петни жили, користики ги сите можни, расположливи, дозволени и забранети средства, гине да нема избори. Зарем не требаше да биде спротивното? Тоа ни е, браќа, македонска политика и се е можно. Цели 10 години опозицијата имаше и време, и можност, и кадар да го пречисти фамозниот избирачки список, кој сега во рацете на СДСМ е адутот, насилната можна карта на која што игра Заев и неговите. Да не заборавиме и да го минимизираме податокот дека председател на Државната изборна комисија е секогаш од редовите на СДСМ. Од тие причини, во сите претходни изборни процеси, ниту еден од поранешните председатели на Државната изборна комисија не излегува пред јавноста и да го жиговсуваат избирачкиот список како виновник на нерегуларни избори. Кога, конечно и за него, ќе се најде прифатлива солуција, а тоа се случи, за методологијата на прочистување на истиот, законот за медиумите стапува на сцена. И така неизменично, час топло, час студено. Како изјавите на лидерот на опозиционерите, ќе се сложите. За некого збунувачки, а за добрите познавачи на политичките збиднувања кај нас игра на нерви. И пак, повторно се наметува прашањето, зошто опозицијата бега од изборите кои ги издействува во нивен стил, кога Заев самоуверено и самобендисано очекува и цврсто и убеден дека ќе биде новиот премиер? Пред се алудирам на неговата изјава, се сеќавате, кога лидерот на опозицијата најави дека во април нема да биде повеќе градоначалник на Струмица, затоа што ќе ја добил честа да биде премиер. Спортски е да се надеваш и очекуваш победа и кога убедливо губиш. Точно е дека надпреварот трае понекогаш и повеќе од 90-та предвидена минута, ама дури и во 95-та да постигнете гол, го губите убедливо надпреварот затоа што противникот веќе води со 9-0. Продолжетокот се игра и е шанса која што на противникот му пружа некаква можност и нова надеж за облажување на срамниот пораз. Во игрите и нововнесените играчи, ќе кажам, мислам на бомбите, и освежувањето на во лузерскиот тим, повторно, мислам на специјалното јавно обвинителство и специјалната јавна обвинителка која е во фокусот на вниманието, особено на нашата политичка сцена, ова седмица, на теренот не донесува промени. Коефициент за изразит фаворит е толку висок и му ја носи победата на подобриот кој што ќе игра со поддршка од најмали 2 пати посилниот гласачки електорат. Треба да ја веруваме на Брима Галуп. На народот му е преку главот измислени, монтирани, лепени телефонски разговори, стекнати со незаконско послушување.
На народот му е преку глава маратонското заложништво како продукт на политичката криза. На народот му е преку глава од кумување на Питер Ван Хаутен и неговите странски истомисленици, затоа што не му одговара што е можно повеќе да се одолжи оваа пат позиција во која што учествува како медиатор, дебело платен со дневници со баснославни суми. Па тогаш, од кого очекува и кој ќе му го даде мандатот на струмичкиот градоначалник? Катица Јанева? Па како без избори? Ако мисли на народот, човекот има лажна и виртуелна представа на нештата. Ако мисли на странските пријатели, тогаш е во уште поголема заблуда. Нема странски фактор, почитувани. Нема Сорос. Се прашува народот. Народот гласа. Народот е тој кој што бира и избира. Народот ќе реши кому ќе му ја даде довербата да ја води државата. Многу нелогичности, многу дилеми и многу недоречености. Но секој почеток има и свој завршеток. Да се надеваме дека крајот на оваа политичка рашомонијада ќе биде на крајот на пролетниот месец април, пошто со право очекуваме нештата да се вратат на реалниот, добар економски и реформски колосек. Македонија го заслужува тоа. Инаку, почитувани, искрени пријатели, во иднина воопшто не се чудиме ако не ословуваат со Ван Хаутовиот деминуатив од македонци. Но сепак, не е се така црно како што изгледа. Сите дужегрижници очигледно го пропуштија фактот дека Груевски е велемајстор и голем политички играч и дека е тешко да се сруши на регуларни и легитимни избори. Почитувани слушатели, тука некаде би бил крајот на најновото издание на емисијата за македонските работи со премиериот доктор Јордан Пачков. Вие имавте можност да го проследите ова издание срочено во еден текст кој што имав за почит и кон вас и едноставно да ви го представам во оригинална верзија и да ве потсетам дека ви закажувам средба идната недела некаде нешто после 20 часов повторно да се дружиме, да дискутираме, да полемизираме за политиката. Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата премиериот доктор Јордан Пачков. Денеска е 14 февруари 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Пријатно и до гледање. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.